Интензивно се работи на поставување бекатон плочки на новиот паркинг простор во градскиот парк кај автобуската станица. Обезбедување место за паркинг на посетителите е само една од повеќето активности кои што се предвидени со проектот за целосна реконструкција на стариот парк, која започна месецов. Нов простор за спорт и рекреација со нови пешачки патеки, спортски терен, нови смарт клупи, но и платформа за одржување настани на отворено е она што ќе ги поттикне граѓаните секој слободен момент да сакаат да го искористат за одмор, спортска игра, но и рекреација во реновираниот парк, кој кај повеќето кумановци буди незаборавни спомени од детството и младоста. Граѓаните со нетрпение очекуваат што поскоро да заврши реконструкцијата за да може да уживаат во новите модерни содржини што ќе ги понуди ова место, но со апел до општината да се изградат паркови во повеќе делови од градот и на периферијата. Можда треба се обновува, свакако дека треба се обновува парковите. Тоа е било градски парк за свое време многу убав, со зеленино, со цвеќе и се тоа. Сега горниот парк од Соколана е исто било убаво, сега исто тоа е напушено. Тоа треба да се малце дотера со цвеќе, со стазички, со седење клупички за млади, за стари, се тоа е апсолутно потребно. Апсолутно како што е убаво, со центарот е горе, доле до терен, има клупе, одржава се. Ако одржаваме, ќе имамо све, ако не е нормално, од човечкиот фактор се зависи. Луѓе го одржаваме, но народ прави штета. Клупи ги постави нови, преко ноќ ги покрши. Таму беше парк, кај автобуска, навече шетавме и така. Имаше клупички, цвеќе и све. Треба горе парковите Соколано, треба се среće, треба се доведат. Али како е почнало едно по едно, сега да не бива. Градоначалникот Димитриевски најавува во својата програма изградба на уште 3 нови паркови во Проевце, Тоде Мендол, на повеќе локации. Што значи тоа за граѓаните, за градот? Повеќе место за седење, за шетање, за пословни, за пензионери, за деца кои се без обврска, да има кој да искочи. Таму смо се рецимо ровале, топку смо играле, бориле смо се човек за човека, трчање кроз оние стази, мислим, со девојки, мислим, имам многу убави успомени и тоа е било на ниво, мислим, тага. Ја тој го поздравljam, пошто викам, таму сам го младост провеа, мислим, тоа е било нешто неверојатно. Па имаше и базен од njega натаму, мислим, градски базен, и таму смо на njega ишле. Значи, како да кажу, тај парк, наша младост, онда спомени Костурница гори, тоа е парк, и тамо смо провеле младост, Соколански парк, нешто фудбал повише, мислим, тамо на ние, мислим, ој. Сакам да кажу, ја поздравljam тој и надам се дека ќе биде убаво да прават. Треба да се реконструира ради овие деца помаливе. Јас сум малку од постарата генерација, сум прошол таму некој известно време и треба, тоа е добра инвестиција да се нешто направи. Градежните работи во паркот ги извршува фирмата Кооп Инженеринг, избрана на тендерска постапка. Согласно подпишаниот договор во вредност од 11 милиони и 200 илјади денари, предвидено е реконструкцијата да заврши до 30 септември годинава. Освен реконструкција на постоечкиот градски парк, општина Куманово планира да изгради и неколку нови градски паркови на влезот во селото Проевце, во населбата Тоде Мендол, Гоце Делчев и уште неколку урбани скверови во централното градско подрачје.